Мојот колега Бранислав Стојановски разговараше со отец Крстановски. Да го проследиме разговорот. Ова утро се наоѓаме во храмот Свети апостоли Петар и Павле во Кичево. Од пред известно време, тука, од страна на свештенослужителите во овој свет храм, започна да се реализираат повеќе трибини за веронаука. По тој повод, ова утро во утринската емисија на телевизија Мега разговараме со отец Александар Крстановски. Отец, добро утро и еве на почеток би ве запрашал што всушност опфаќаат трибините за веронаука во Кичевскиот храм. Добро утро и поздрав до гледачите на телевизија Мега. Ние започнавме од септември со овие трибини по веронаука и на тие трибини се разговара, интерактивно се разговара, значи не е класично предавање во смисла еден да предава, туку другите да слушаат, туку може да се поставуваат прашања, може да се дополнува, може да се разговара, да се наметнува тема и така натаму. Значи предавањето е интерактивно и започнавме од септември. Оно што се предава е православниот христијански катехизис со елементите кои што го сочинуваат класично него. Тоа е анализа и толкување на символот на верата, на членовите на символот на верата, толкување и објаснување на 10 Божји заповеди, толкување и објаснување на молитвата Оче наш и така наречените блаженства, 9 блаженства, одиме етапно член по член од символот на верата, заповед по заповед, член по член од молитвата Оче наш и блаженство по блаженство. Секако, како што кажав, верниците кои присуствуваат на трибината можат нешто да надополнат или да наметнат некоја тема која што сметаат дека е актуелна или нешто им е нејасно, да кажам. Чија беше иницијативата да се започне токму со едни вакви трибини во просториите на храмот? Иницијативата беше взаемна и на свештениците и на народот. Имаше побарување од народот. Ние како свештенство се потрудивме да направиме одредена програма како би се одвивале овие трибини, секако тука искористувајќи го искуството на храмовите во нашата држава, каде што веќе се одржува веронаука. Значи взаемно имаше интерес и кај верниците, но и иницијатива кај свештениците. На колкав период ги одржувате трибините и еве да ни кажете кои возрасти претежно ги посетуваат овие трибини, дали се наменети и за можеби помладите или децата, па и за сите повозрастни кои што сакаат да дојдат? Трибините се одржуваат секоја втора седмица во недела со почеток во 16 часот и се наменети за сите возрастни. Се трудиме, ние предавачите се трудиме предавањата и разговорите да ги прилагодиме за сите возрасти. Значи, кога една работа се каже, едноставно да се изразам, кога една работа се каже, се повторува неколку пати за сечие ниво, да биде сватен и од најмалото дете до повозрасен човек и да биде сватен и од различно ниво на образование на оние кои што учествуваат на трибините. Значи се трудиме едно нешто да биде кажано на повеќе начини за секому да му биде јасно. Освен овие трибини за веронаука, тука во храмот Свети апостол Петар и Павле од Кичево известно време се спроведува и хорското пеење, односно византиското хорско пеење. Може ли еве нешто да ни кажете и околу тоа? Да, секако. Претходно имаше еден обид за византиско пеење и всушност ова е продолжување на тие хорски проби или предавања по византиско пеење. Исто така тука се поканети сите верници, сите заинтересирани за византиското пеење. Овие часови се одржуваат по византиско пеење или хорски проби со цел да се направи црковен хор кој подоцна би учествувал, би ги разубавувал богослужбите во нашиот храм. Оваа година храмот Свети апостоли Петар и Павле од Кичево по втор пат ја организираше и Бадниковата литија. Значи и оваа година учествува околу 100 деца на таа Бадникова литија. За скоро 2 месеци, односно точно на 1 мај, ни е и најголемиот христијански празник Великден. Дали храмот Свети апостоли Петар и Павле од Кичево еве уште од сега нешто подготвува, нешто слично, дали Великденска литија или некоја друга активност во која што ќе бидат вклучени помасовен број на верници? Да, значи продолжуваме со активно вклучување на помладите во нашиот црковен парохиски живот, со тоа што по повод Великден
ќе биде објавен или ќе бидат објавени 3 конкурси за најубав великденски цртеж поврзан со мотиви од празникот Великден, конкурс за најдобар великденски расказ поврзан со мотивите на Великден и великденска песна, исто така поврзана со значењето на празникот Великден, нешто на што ќе учествуваат дечиња и одредена избрана комисија ќе одреди прво, второ и трето место награда. Секако тука главната цел е заедничкото дружење и збогатување на содржините на празникот посветен на Воскресението Христово. Така. Овие активности околу организирање трибини за веронаука и хорското византиско пеење сигурно продолжуваат и понатаму. Што би им порачале на верниците? Би им порачал на верниците, оние кои што се заинтересирани, што помасовно да дојдат. Тоа се едноставно разговори, дружења, со што би научиле нешто повеќе и за православната вера, а оние кои што се поталентирани за пеење, би ни било во прилог да го збогатиме велелепието на богослужбите со тоа што би зеле учество во црковниот византиски хор, кој понатаму би функционирал. Ви благодарам за вашето гостување во утринската програма. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со отец Александар Крстановски околу верските активности во Кичевскиот храм Свети апостоли Петар и Павле од Кичево.